Почитувани мои, добар ден. Го следите петочното издание на Црвена линија. Во него ќе зборуваме со вас за следново. Во календарот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, на 14 јануари со црвени букви се обележани 3 празници. Тоа се Обрежание Христово, Свети Василий Велики, Василица и Стара Нова година. На истиот датум се одржува и Вевчанскиот карневал, кој е посветен на Свети Василий Велики. Карневалот е пагански обичај кој обстојува веќе 2200 години. Ке се палат огнови, ке се пеат василичарски песни, децата за подароци ке пеат Сива, сива Василица, каде си се осивила, ке се врти пита со паричка. Разноразни обичаи и верувања. Ние денес во Црвена линија, токму пред овие денови, ве прашуваме во што верувате вие. Секако неминовно е да поставиме и анкетно прашање, како што секојдневно го правиме и тоа на Инстаграм, па веднаш ке почнеме од овој социјален медиум. Заследете не, секако Црвена линија нашиот профил на Инстаграм и веднаш кликнете на Инстаграм стори. На Инстаграм стори ќе ви се отвори оваа наша денешна анкета, каде што прашањето е: ке славите ли Стара Нова година? Две опции има за одговор: да, не, ке кликнете на вашиот одговор, во проценти ќе ви ги соопштам по рекламите, секако и резултатите, кој како од Инстаграм одговорил на нашето прашање. Секако ќе потсетам дека и преку коментари, лајкови, шернувања, можете да ја развиете таа дискусија и на Фејсбук и по завршувањето дури на Црвена линија, што значи заедно со останатите кои што не следат таму, да проговорите и размените секако и верувања, и искуства, и обичаи. Тоа е оној што секако дополнително ќе го побараме во ова издание на Црвена линија. Секој од вас еве може да ни открие дали секако ќе ги одбележи следниве празници, дали ќе вртите пита со паричка за Василица и секако дали ќе славите Стара Нова година. Меѓу другото, можете и да ни откриете од вашиот крај, вашиот град, какви се обичаите, традициите. Секако топло ќе ги поканиме во ова издание на Црвена линија и оние кои што не гледаат од Вевчани, со оглед на тоа што во Вевчани веќе наголемо почнуваат да се подготвуваат за својот традиционален вевчански карневал. Можеби некои од останатите гледачи кои што ќе проговориме, ќе ни откриат и дали можеби ќе го посетат Вевчанскиот карневал, дали биле, и секако да проговориме за традициите, искуствата и обичаите. Не е лошо за оние кои што секако на Бадник направија лепче со паричка, и ви да ни откриете кај кого или каде се падна паричката. Со оглед на тоа што имаме таков викенд во пресред, еве останува само да ве поканам на 023070005 да го намалите тонот на телевизорот, тоа техничко правило не го менуваме никогаш. Зошто не го менуваме? Затоа што сакаме добро да се слушнеме со вас, за да нема никакви пречки и секако времето 90 секунди да се искористи целосно за вашето вклучување. Па, добар ден и за првиот гледач. Добар ден, Тина. Добар ден, голем поздрав до вас. Се најубаво во новата година, не сме се слушнали од лани. Не сме се слушнали од лани. Ајде да ми откриете, еве, дали ќе ја дочекате прво Стара Нова година? Као сите нормални граѓани, православни христијани. Така, православните верници. Не можеме ние као Вевчани, као Прилеп, као не. Ја не повржувам сега, зашто прашањето, ако некој ќе рече, па пагански е тоа во Вевчани, пагански е тоа во Прилеп што го прават мечкарите, или не знам што. Не, тоа илјадници години го правеле, тоа не може и немавме вери, не разбирате? Така, тоа се обичаи и долги традиции. Кажете ми, еве, лепчето со паричка го вртевте за време на денот Бадник или... Го вртевме баш за Стара Нова година или Василица. Така, добро. И се кој зборува, кој живеевме у семејство, па многу детно, па вака, така, зашто сите потекуеве ние, ако се вратиме 50-100 години уназад, куќата наша имала од 50 да не речем со браќа тоа ковчиите, да не речем на крај, зашто на крај едно село не може да се земе само со себе
ќерка или внука или ова, ќе спадат фамилија, па мора да одиш у друго село за да бараш невеста или зет. И затоа тие, а овие празници, реков, јануар е многу тежок, да го издржиме, да не падне некој, да се изгори огнот, да не се удае некој кој ќе рипаве за крстот. Затоа полекате малку смирено. Најубав празник. Најубав празник и ние ви посакуваме најубави празнични денови, секако да останете сега засега со црвена линија со оглед на тоа што еве и го пробивте мразот, бевте првиот гледач, но и понатаму се разбира сакаме да слушнеме токму од вас и да ни откриете па еве и на традицијата која што вие ја практикувате во својот дом и заедно со своите најблиски. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав ти на тебе. Голем поздрав. И ја славиме православна Нова година. Православна Нова година. Кај нас. Се месиме делник капаниче, да го поделиме. И тоа е. Јас мислам дека тоа е православна, не е стана. Православна Нова година. Која е? Само православните е стана. Тука не е стана. Тоа е тина. Поздрав, секако одамна не сме ве слушнале, поздрав до вас, ви посакуваме убави празнични денови, секако поздрав до сите оние кои што не следат од Македонска каменица. Продолжуваме со вас, нашиот телефон е отворен 0230700005. Ако имаме нов гледач, продолжуваме со вас. Добро вечер. Ама ме слушате почепати. Почепати ме слушате, слушате? Ве слушаме одлично, повелете. Така, јас сум од Биџево. Каква е традицијата таму? Одлична е традицијата. Ние прославуваме све. Не само држава на Вевчани. Вевчани вика држава. Држава се вика Вевчани. И сега, што ставе таму, ставиме и ние. Јас сега ќе ти свеја песма за Струга. Може? Ајде да ве слушам. Слушайте. Што ми е милоем драго, на Струга дуќан да имам. Што ми е милоем драго, на Струга дуќан да имам. Лели беле, срцето ми го джанам изгоре. Лели беле, умрев загинав жаном за тебе. Со наваните тропаја, срцето ми го копаја. Со наваните тропаја, срцето ми го копаја. Лели беле, срцето ми го джанам изгоре. Лели беле, умрев загинав. Ете и во црвена линија убави 90 секунди од пејани низ песна. Благодарам до гледачот еве што секако го зголеми расположението онака пред деновите кои што следуваат. Односно, барем според календарот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ќе подсетиме дека на 14 јануари со црвени букви се обележани 3 празници. Едното е Обрежание Христово, другото е Свети Василий Велики, меѓу се разбира нашите верници, православни верници, секако познато како Василица и за голем дел од вас и верувам кукна слава, како и дочекот на Стара Нова година. И еве, како што отпеа гледачот пред малку, ќе му се заблагодариме многу, малку ќе отстапиме од, да речеме, традиционалното во црвена линија, еве ќе ве охрабрам секако да ни пренесете, дали може би некој следен од гледачите знае, можете и да отпеете слободно денес некоја песна која што, еве ја знаете, токму песна која што се пее за Василица. Ке проговориме за Вевчанскиот карневал, ке подсетам дека обстојува веќе 2200 години. Вевчани, жителите на ова место се прегорди за оваа своја традиција, обичај и секако привлекуваат со овој настан низ годините многу домашни, но и многу туристи од надвор кои што навистина сакаат да бидат дел од тој спектакл. Па дали некој можеби од вас ке се подготвува и оваа година да оди на Вевчанскиот карневал, секако и
кои вевчанци ги покануваме во ова денешно издание на Црвена линијата да се вклучат и во баш онака реално од местото на настанот да ни пренесат како течат подготовките. Добро вечер за следниот гледач или гледачка. Добро вечер. Секој е добро, во Црвена линија сте. Одиме со песна. Скоро ќе ни пристигне новата година. Ама уште 2 дена. Уште 2 дена, а нема да 2 запееме дена. малку подолго? Никако. Денеска по православниот календар сме 30. Утре е 31 и внела е 1 Василиса. Внела славиме нова година православно. Оти вие велите стар календар. Не стар. По православие внела настанија нова година и 1 јануар е внела. Толку беше околу тоа. Сега Ајде да видиме, да ми откриете кога, да речеме, ја го кршевте лепчето со паричка за Бадник или допрва пита со паричка за... Ние за Василиса го кршиме така, Свети Василije така вели. Пошто паче се вратал влева е 1 јануар, нова година, Свети Василije и обрезание Христово. 3 празници во едно. Неćам да ви попувам, меѓуто тоа е тоа. Влева е 1 јануар. За 2 дена стасува, денеска се 30. Не радам се околу календар зборувам. А за лепчето по Василија се крши утре вечер, да речам или други Утре ден. вечер. Друго Добро. ќе прашате или да ви поздравам. И ние ве поздравуваме и секако ќе ни биде драго, ќе ни беше секако драго и да испеавте малку подолго. Ви велам, Црвена линија денеска е малку во поинакво расположение. Бидете сосема слободни, расположени и пренесете. Секако зборувајте за традицијата која што е карактеристична за овие денови во вашиот крај, за вашето семејство, како ја паметите кога сте биле, се разбира, и млади, можеби и деца, и што сте задржале од она за што ве научиле вашите повозрастни генерации од семејството. Добро вечер. Добро вечер. Дали може малку погласно, ве молам? Добро вечер, ако сум ја на линија. Вие сте и тоа на Црвена линија, повелете. Цинче моја, од срце ти ги пожелувам сите празници. Благодарам многу. На вашата куќа, лично на тебе, толку ми си во срце. Благодарам Со твојата многу. насмевка ме пленуваш. Јас посакувам секојдневно деновите да ви се исполнет и со многу насмевки вам и на вашите најблиски. Секако прво посакувам многу здравје. Па и ве кажете ми каква традиција имате вие во вашиот дом во однос на Василица, на дочекот Стара Нова година, во што верувате? Да ти кажам, ја потекнувам од Прилеп. Така. Горда прилепчанка и непокорлива прилепчанка. За мене постои кршење на париќе на Василица. Во Прилеп Василица се прославува. Јас утре ќе правам мазник со граб. Со Мазник? печени кори и граб и внатре ќе ставам париќе. Така. Така се прославува, се делат коштани, смокви, урми, помаранџи. На колку души сме на масата, на сите се делат. Се става слама, после тоа сламата се става во оган, нажалост сега немаме оган, меѓутоа ќе запалиме. Пардон. Така да сеќавањето мое не ме уште не сум заборавила как. Благодарам многу пред се за убавите желби и честитки до мене и нашата редакција. Секако ви посакуваме се најубаво на вам и на вашите најблиски. И ете, утре вечер, токму со мазникот и гравчето, како што кажавте, да имате најубавата свечена волшебна трапеза. Продолжуваме понатаму, зборуваме за обичаите, традициите. Дали вие ќе ја дочекате Стара Нова година, дали некој од гледачите секако традиционално ја одбележува Василица во рамки на својот дом. Сето тоа очекуваме денес да го слушнеме токму од вас и некоја песна. Еве, отворени сме и за тоа, секако и расположени денес да бидеме празнични токму пред деновите кои што ни следуваат. Добро вечер. Ало, добро вечер. Како сте ми?
Добро, госпоѓа Тинче, добро. Еве, господја Тинче, сака да ни откриете дали знаете некоја песна, еве, за Василите? Не ви благодарам, не сум по песните. Добро. Ама ја цена ми таа овај прослава за Божич и таа за Василица. Секој како што сака. Како е кај вас, еве, како е кај вас во вашиот дом? Кај нас е за Божич. За Божич. За Бадник ли кршите лепче? Да, за Бадник така лепче со паричи и така. Каде се падна паричката? На куќата. Најубаво, за сите. Да. Видите, господја Тинчево, тоа за карневалот, тоа е збогу месо. Карневал зборот значи збогу месо. А маскен бал, што го прават сега бевчанци, е овај нешто додадено. Тоа е и маскен бал. Пошто глупавиот Август и некои други таму работи што се случува, тоа е добро од многу векови, така натака, меѓутоа тоа филозофите и Министерката за култура да го објасна таа Бисера Стојчевска, да, сето тоа треба да се подигне на едно повисоко ниво и нормално тие обичаи се добри, така натака. Имајте убав ден и се најубаво и на вас. Најубав ден и секако ние ќе ви посакаме, се разбира, се најубаво да ви донесе и новата година и секако да се уживате во следните празнични денови. Продолжуваме со вас да слушнеме токму од вас каква е традицијата и обичаите, се разбира, од вашиот крај, град и од место од каде што ни се јавувате. Добро вечер. Сигурно сум јас на линија. Секако и тоа од Охрид. Како е во Охрид? Нема уклучувај одма, сакам да дадам еден предлог. Нема уклучувај одма. Може? Слушаме. Вака сега. Прво, карневалот во Вевчани е толку добар, толку убав, цело време само се муртиме, се љутиме, но немаме шанса да се насмееме. Да отидеме во Вевчани, немаме шанса, немаме можност, далеку е, финансија е многу скапо. Дали може вие телевизиските куќи малце повеќе, не мора цел карневал да не го дадете во една мака скратена емисија, да стварно на сите нови маки да се насмееме малце на нивниот хумор. Секако ќе биде забележано и секако ќе има екипи кои што ќе го забележат. Ми го клучи времето. Значи за карневалов. Значи сега за темата. Значи прво огновите ќе се палат, но лично јас сум против заради посебно загадувањето и тоа не е наш обичај, тоа е паганска работа. Дечињата ќе пеат василичарски песни за сметка на тоа ќе бидат наградувани. Во нашиот крај за Василица одат возрастни, собираат дарови и после тоа сабајлето се делат на граѓаните. Така тоа е еден убав обичај. Ја уште од дете го памтам и сум ја молел мајка ми да ме разбуди кога ќе дојда василичарите, да се радувам, да ги видам, затоа што тука машко ќе се направи невеста, и сватови, кумови и така натака. Стварно еден добар обичај и затоа барам, значи ова ако може да биде пренесено на некој начин, не со 3 минути, да биде нешто повеќе и повесело, порадосно, да може, што се вика на сите овие маки, да се подразвеселиме, да се поослободиме и да го почувствуваме сето тој дар што ни го даваат, што се вика граѓаните. Благодарам многу за јавувањето, секако со оглед на тоа што еве гласно, јасно во црвена линија искажавте која е вашата желба, секако сето тоа ќе биде забележано. Ајде да продолжиме понатаму, да видиме за какви се вашите ставови, еве што одбележувате вие, какви традиции имате. Дали за Бадник се кршеше во вашиот дом лепчето со паричка или допрва утре вечер се разбира питата со паричка традиционално за Василица? Ајде да слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро и вам? Роза на телефон од Прилеп. Од Прилеп. Ајде за Прилеп слушнавме од една гледачка да видиме од ваш агол како ќе пренесете, каква е традиција. Од наш агол исто е повеќе во Прилеп се слави Стара Нова година и за Василица правиме кора
тргаме и ги сучиме. А, така. И во кората клаваме паричка, којата може да биде со изварка, со што сака. И тогаш и го делиме на колку што сме членови во фамилијата и во кого ќе падни паричката, тој ќе има најмногу среќа во годината. Минатата година кому му падна паричката? Минатата година падна во едно од децата. Во едно од Јас децата. сама седам и кој ќе ја вртам кората, за сите клавам. Мислам, сите ги спомнувам тука, делам парче за сите и на кого ќе падни. И на сите му праев јас по едно тепсиче кора, да си врта секој сам. Сега си прават тие како што сака. А еве, дали младите имате впечаток дека сакаат да ја наследат таа традиција, односно да умеат да замесат, да подготват? Да, таа во наследство му остајно да за стара нова година да вртиме паричка, значи таа е фактички почнува православната нова година. Така. На тој ден и со тоа што на кој што ќе падни парето, Ќе има берикет низ целата година. Јас ви посакувам секако голем берикет низ целата оваа година, не само вас, туку и на вашите најблиски. Благодарам за јавувањето и еве преку гледачката уште еднаш да ги поздравиме Прилепчани. Ајде да слушнеме од останатите вас, да проговориме за традицијата, каква ја пометите во вашето детство, што сте сочувале, што негувате во вашиот дом и секако да проговориме и за она што следува, а тоа е Вевчанскиот карневал. Може би некој од вас низ годините имал шанса да биде дел од овој карневал, може би и лани, може би и оваа година ќе го посетите. Тоа вие ќе ни откриете. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро ви посакуваме и вам. По гласот ме знаете кој сум. Дали знам кој сте? По гласот. Дали може ли малку погласно би ве замолила? Не можем да викам, таква ми е ситуацијата. Таква ви е повелет? Василица, читам тука, тоа се вика во Битова Сурова. Така? И во Скопје се пали на денешен ден оган. Мислам на Василица, на 14 собалето. Така ве Дали ме слушате? Да, ве слушаме со внимание, бидејќи ни пренесувате каква е традицијата. Така, во Битолско се исто кој што каже господјата од Илеп. Се врти мазник со пара. Не се вика Василица, се вика Сурова. И се оди по селата или по градот, не знам каде, се собира коледарите наши во Скопје, таму се собира кој дал пасици, кој дал винце и вечерта се прави нешто што се прави, не знам ќе. А еве, дали според вас младите генерации ги негуваат овие традиции понатаму? Не. Тоа е се што имате да кажете и што ќе им посакате на гледачите? Све најубаво. Се најубаво, добро. Благодарам многу, секако и ние ви посакуваме се најубаво и големо благодарам за вашето вклучување и за тоа ете каква традиција има Битола, она што ни го пренесовте. Тоа е всушност и што го бараме во ова издание на Црвена линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало? Добро вечер, во Црвена линија сте. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, од каде ни се јавувате? Дали ме слушате добро? Севам од Кочани. Од Кочани, каква е традицијата еве во Кочани? Традицијата е, како и секаде во Македонија, одлична е традицијата и ситуацијата е супер. И повеќе се јавувам во тркал на среќата, но за тркава доби во Црвена линија и може би ќе добијам на тркалото.
Така нешто подоцна ве очекуваме и во тркалото да ни се јавите. Сикако дека може да добиете. Но сакам да ви кажам дека тркалото треба малку повеќе да го вртете и помалку да зборувате. Ако зошто ви пречи што зборувам додека да вклучиме гледач? Па нема и тие смешни таму има, таму ставате некои награди, некои смешни луѓе, ова смешно човече, Плачко, ова она, треба малку повеќе да ставате. Да не го вадиме Плачкото или да го вадиме Плачкото? Така. Иначе црвената линија, сега ще јавувам, треба да биде црна линија. Ајде, пријатно со здравје. Пријатно со здравје. Ние секако ништо црно не ви посакуваме животот да ви донесе многу радости и секако колку и да зборуваме, колку и да го вртиме тркалото, очекуваме да ве слушнеме таму, па може би некој од вас, а може би токму и вие денес ќе добиете нова правосмукалка. Како и да благодарам за јавувањето, благодарам за сугестиите и благодарам за учеството. Да се вратиме на главната тема во црвена линија. Ајде да видиме секој што ќе ни открие каква традиција практикувате во својот дом, во својот крај, што се однесува до деновите кои што следуваат. Ќе потсетиме дека во календарот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, на 14 јануари со црвени букви се обележани вкупно 3 празници. Едниот е Обрежание Христово, потоа Свети Василий Велики, Василица и Стара Нова година. Ете, слушаме како е во Прилеп, како е во Битола, досега во Охрид и да видиме што ќе кажете да сите вие останате кои што ќе ве вклучиме. Добро вечер. Ало. Добро вечер, во црвена линија сте. Од Прилеп се јавувам. Одлично, прилепчани ги имаме поприлично доста во ова денешни ден. За многу години, на помош новата. На помош нека ни е новата. Стара мислам нова. Старо Нова година. Така. Јас можам да кажам за обичаите, јас сум 73-4 годишен човек. Така ве слушаме, повелете. Ние како деца, мислам, палевне оган за Василица и после 12 кај 1-2 сатот шетавне по кујчите со стапој и ни фрла домајчините жито ни фрла и жарчина и да се силат. Ние тупкавне со стапоите. Ме слушате? Да. И бидејќи се мрси на Василица, ни дава домајчините колбавчина таму, ревчина што треба и се радувавме сите. Али знаеш, ми остана најголем впечаток, еден баш не така гостолюбив човек, ко појдовне таму, колбавчињата ни ги фрли подалеку, за сами да си ги збираме. То ми остана нешто до крај на животот мој и јас, ако бев дете. Благодарам многу за јавувањето и еве, гледате дека и на децата, па дури кога ќе станат на вистина возрастни во своите како да кажам, највозрастни години, остануваат никогаш и лоши сеќавања во однос на постапките на луѓето кои што за овие традиции, обичаи ќе ги сторат. Па гледачот пред малку ме инспирираше, ќе дадам едно нешто од своје лично искуство, значи и кога некој ќе направи нешто лошо, секогаш не го доживувајте тоа толку лично и со многу гнев, туку како велат лошите подароци, исто како и оние добрите, ако не ги примите, ќе останат кај оној кој што ги врачува. Така и со лошите работи. Не ги примајте, нека останат, се разбира, кај оној кој што чини лошо. Но ние денес сакаме да слушнеме како ја одржувате, ја негувате традицијата, каква е генерално традицијата во вашиот град, вашиот крај, низ годините или низ вековите, така да, ете, ова е малку предпразнично издание на Црвена линија. Добро вечер! Добро вечер, Тинке, Катинке и Детелинке. Добро вечер, како сте ми да прашам? Така, старечки сине.
Јас очекувам да бидете Ти од добри. Источна Македонија си? Дали сум јас од Источна? Да. Не, јас сум од Скопје. Добро. Вака, јас од Источна Македонија сум, а живеам во Скопје. Така. Прво кај нас за Василица се оди и вика, на ти бабо стрелаца да ми дадеш момата, да ставам во кацата да ми мати јајцата. Така е кај нас. Дали еве младите генерации ги негуваат? Каков однос имаат кон овие традиции? Порано да. И сме оделе со двете вртучитки и јас со нив сум одела и викаме дошла нова година, донела пилиште, јариште и едно дете машко. Такво, а сега го нема тоа. Толку ви благодарам и извини ако нешто Благодарам многу сгрешив. за јавувањето, останете ми во добро расположение и секако во добро здравје. Одиме понатаму, добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, во црвена линија сте. Идемо, скоро ќе ни пристигне новата година. Уште 2 дена. Утре е 31, другиот е 1. Од пред малце вие читате од Каранзача, меѓу не е православно. Не е 13 или 14. Први уште 2 дена. Сакав тоа да го потенцирам со календаро, ама ако ние во Прилеп, пошто вече на сите од Прилеп се евуваме, така? Така? Прилеп се, не многу. И во Прилеп на Василица вртиме паре, од Свети Василий, така му ги враќал парите за вртниците во Лепчина. Сега не знам ако прашате нешто, ако не Да, знам ќе ако прашаме, еве, во детството, што паметите најмногу за овие празници во Прилеп? Како ќе ви остане во сеќавање? Малце сме расчекор. Во детството огроми палевме за Колене, ама паре вртевме за Василица. Че немавме одека во Прилеп Василичарски огрови. Така, тоа не се сменило низ годините. Тоа не се Минатата сменило, година дека каде расчекор, падна? расчекор. Каде се падна паричката минатата година? Во мене минатата година. Па беше ли берикетна година за вас? Петка, 5 плюс, така, петка беше. Драго ни е, со овој берикет јас топло ве поканувам да завртите на Тилма нешто подосна и се разбира да освоите и вредна награда. Потешко, иаско тале не сум материалиста. Ама ние не сме материалисти, зошто така гледате? Го знаете, така? За тале ли? Благодарам многу. Дел од традицијата секако во црвена линија сте вие и господинот Тале и еве ќе искористам да кажам дека завртина Тилма нема никакви материјалистички тенденции, тоа е една забава која што секако на секој му е драго во животот кога нешто сосема заслужено преку своето знаење ќе си добие, ќе си освои, ќе му остане како спомен, ќе биде корисно, ќе му го разубави квалитетот на живењето, така да ете сакам токму вие од црвена линија да бидете дел од оние кои што се големото семејство и на завртина Тилма. Продолжуваме. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Се слушаме? Одлично ве слушам, повелете. Така. Овие обичаи, адети за оние луѓе домаќини, поштени, чесни, секогаш се добродојдени и секогаш убаво си ги спроведуваат. За оние покварените, искварените, како да ти кажам, непријателите, злобните, ја и друг пат сум кажал и сега ќе го повторам, тие луѓе што ме мразат, поче ги сакам, затоа што си стомна дистанца и не може ништо да ми приреди. А тој што ме многу сака, тој 5 пати поче ме мрази, ми завидува, нечи да те види нарно, ти му правиш многу работи, тој ти враќа потајно со други работи. Го нема она дружење, она веселба во поранешното детство наше, ако беше малце од власта, кобајаѓи забрането, од титоизмот што вика Тале, не се славело така, не се правило вака, забрането било в црква да стори она, народот беше далеку повише сплотен и повише овие адети си ги спроведуваше него сега. Сега, ако се соберат на некој скуп, ќе зборуваат политика, или кавга, или завидлюс, или навреди, или не прат никој со никого муавет, или со телефоните ќе дупат дупки. Тоа е изместена работа. И све е скроз наопаку завртено. Тешко на овие луѓе
Благодарам многу за јавувањето. Не заборавајте само да внимавате на тајмер од 90 секунди, тогаш се исклучува од кога ќе одминат, ќе ви посакаме секако се најубаво. Еве интересна насока даде гледачот во однос на тоа колку се негуваат традициите сега, во однос на тоа како се одбележувале, негувале некогаш и какви се луѓето за време на вакви празници. Гледачот вели дека сега и луѓето се некако сменети и дека многу повеќе биле сплотени порано. Еве, можеме и за тоа да проговориме. Дали токму ваквите празнични денови всушност ги обединуваат луѓето или ги разединуваат? Како ви изгледа и вам тоа? Добро вечер. Добро вечер. Јас се јавувам за друго. Зашто повелете? За тоа тркалото. Ама тркалото е нешто подоцна. Па чекам ја. А вие сега се јавувате за да учествувате во тркало? Да. И па, за жал во тек е црвена линија, па еве ќе ве искористиме сега, како драго ќе ни биде да ни кажете каква е традицијата во однос на дочекот на Стара Нова година во вашиот дом. Ништо се исклучи гледачот. Еве сега во рамки на она за што зборуваме денес во црвена линија со вас, има интересен текст на сајтот на fakulteti.mk, каде што на овој сајт вели научно објаснување од кога македонците ставаат паричка во бадниковото лепче. Зошто во некои места лепче со паричка се крши за бадника, некаде за Василица. И токму професор доктор Даворин Трпески, кој што е воедно и раководител на Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, објаснува едноставно, вели тоа се надворешни влијанија. Па секако со оглед на тоа што ви имаме од секаде, од сите места и краишта на земјава, би сакале да ја пренесете токму за јавноста каква е традицијата во вашиот крај, место, вие како семејство, што негувате, што сте задржале и всушност еве дали ваквите денови всушност ги обединуваат и сплотуваат луѓето меѓусебно. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав многу и до тебе. Баш ми е драго што се вклучив, дека темава многу убава за релаксирање така. Убава тема од сите неубави до сега што ни се случува, ова баш поубава и друг пат пак да ставите вака некоја, малку да се расположиме, макар да после со тркалото уште поише се расположуваме, ама и во овој дел бар да бидеме малку весели. Сега да ти кажам, оваа година мене ми се падна паричката, ама знаеш како па немаш многу. Како? Честитки, нека ви е за убаво во новава година. Фала многу, ама знаеш како некако кога си родител па си викаш порно на децата, не на мене, па не се почувствував така многу среќна, зашто па не ми се ни паѓа никогаш и кога видов кај мене леле колку ми беше криво, ама добро сега ајде. Туку сакав да кажам, ги слушав гледачите кој вака, кој онака, кој на 14, на 13, на 6, нели? Секакви обичаи. Знаеш што, Тина, многу е битно да славиме нешто. Многу е битно да се сакаме, битно е да се дружиме. Мислам, некако многу луѓето се оддалечивме, многу некако станавме диви, не знам како да кажам, така да некој си трга, сега треба да се слави, тогаш треба. Кога сака нека си слават луѓето, само да имаме нешто да славиме. Јас сум за тоа што краток е животот, знаеш, а ние го поминавме така, чекајки плата, чекајки подобро утре, чекајки ова она, а види што убава тема денеска, да се веселиме, да се радуваме, па и утре ќе кршиме ако треба, па ако треба и у недела, нели? Така па поздрав многу. Благодарам многу за вашето јавување. Сега го ќе ви посакаме се најубаво и паричката која што сте ја добиле за бадник оваа година да ви донесе многу здравје и берекети. Сега го ќе имаме во предвид, еве, во рамки на една работна недела да ве изненадиме, опуштиме и релаксираме и со некоја тема која што ќе ве оддалечи од секојдневието, кој што знае да биде и тешко. Но да се навратиме на темата за која што зборуваме. А тоа се традициите, обичаите. И сега кој ве дали низ годините забележувате дека луѓето се сплотуваат или повеќе се оддалечуваат токму за празниците. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам во црвена линија сте, повелете. Да, фала, многу пријатно.
Јас сум од Тетово. Се јавувам. Така, како е во Тетово, еве? Бадникот. Да, Ние повелете. Бадник славимо на Василице. Василице е многу убаво. Сида василичари, си бера све што, па си се готва у црквата све, што треба, јадење, пиење. Многу е убаво. У Тетово е многу убаво, па не знам за другиот град, ние сме од Тетово, од селата. Така, еве, можете ли да ни откриете и какви останати обичаи, еве, традиции се задржани за тие краишта? Покрај Истите трпезата. како што сум, јас сум 82 години жена, истите традиции ни се. Така, дали младите, еве, ги негуваат и пренесуваат овие традиции? Па младите више нема овде, ми све сме останале стари, старите све ни отишле далеко. А дали ве далеку ги негуваат тие традиции во својот дом? Да, обавезно, да. Добро. Обавезно. А вие ќе дочекате, значи, стара нова година? Да, како не се припремувам, ќе си правим малва сораси, ќе си правим и пита, све што требе, све што е најубаво на Василица. На Василица. И за Бадник правиме многу убаво, и риба печемо, и сарми посни, све што треба. Благодарам многу и баш ни е драго, еве, што преку вас дознавме каква традиција има токму во Тетово и, нели, околните села во Тетово и како ја негуваат си како младите оваа ваша традиција. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во Црвена линија сте. Добро вечер. Повелете. Најпрво да ви ги честитам и празниците што не се слушнавме овие неколку дена. Така, големо благодарам во името на целата редакција. Вртам со Нова Тркалова, ама многу бавно некако ми иде да добијам. Само и не може да упорност. ви честитам. Упорно веќе од сите години. И од стара и од нова. За темава нешто, мислам, јас сум од Скопје, како што кажавте и вие. Јас не памтам за Василица да сме правеле некакви обичаи, обично за Бадник и Божик тоа било. Јас сум на 69 години, не сум била ни коледарче, нити ништо. Ова Василица, мислам, последниве години така почна и млади и постари да го прават, кај нас барем. А слушам по селава ги викале сировари, тоа вечерта од 13 кон 14, оделе по возрастни момчиња и биле дарувани со брашно, граф, не знам овоше. И од тоа после, кога ќе го поделеле во некоја куќа, се правело ручек или вечера и се собирале и си вечерале. Мислам дека така било порано, а јас лично за Василица не сме правеле такви обичаи за сопарички и тие работи. А еве, низ годините, дали ви се чини дека за ваквите денови луѓето се повеќе сплотени или некако низ годините повеќе се разединуваат? Тоа како и политиката. Штом политиката не разедини, овде само духовноста може да не држи, црквата и духовниот мир, почитувањето на обичаите и јадетите режими, тоа да ни остане. Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Секако во името на целата редакција ви посакуваме се најубаво, прече здравје и многу берекети и исполнети желби кои што ги имате во срцето. Добро вечер. Ало? Добро вечер во Црвена линија. Добро вечер, Тина. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Ве слушаме, повелете. Вака, треба да продолжи традицијата да се пеат исто песни, мислам Василипски, за Василица, треба и коледарски и треба да се продолжи ова наша традиција. Кој може тоа да го спречи? Традицијата и се обичаи се обединуваат повеќе луѓето са по верите, по обичаите. Затоа што верата е држава и државни верски празници обидува опозицијата. Зашто да не? Што ни пречи тоа? Ние сме сите еднакви и па сме еднакви и ќе продолжиме со традицијата. А имаше и забрано у Шилегов и забрани да пеат коледарски песни и кажа било трошок. На Марија Саздо беше таа организатор на Канал 5 да не видам да се пеат коледарни трошоке. Петр Шилегов. Што правеше механизм што витуваше на избори дека ваздух чист ќе донесам.
у Скопје. Напротив, загаден ваздухот. Цел Скопје, сите општини беа загадени. Значи, празникот си е, треба да се почитува и треба да се обединиме. Зашо да не? Тоа си е традиција, не сме никој да ја брише. А ако стана ова влада, се брише. Се тотално се уништува. И вера и нација се уништува. Така. Ви посакуваме сега кој се најубаво во иднина, многу здравје, исполнување на вашите желби, а она што следува понатаму секако е и времето за реклами. И секако сега веќе време и да ви ги доловам резултатите, односно како гласа и како одговорија инстаграмџи, што се однесува до сите вас кои што еве се уште не следите на Инстаграм, време е да го сторите тоа и заедно со останатите кои што не следат, а активно секојдневно да учествувате во нашите анкети. На денешната анкета, еве сега ќе ви покажам, еве како одговорија инстаграмџи. Ке славите ли Стара Нова година? На ова прашање, верували ли не, резултатите се поделени 50-50. 50% со да и 50% со не. Но она што е 100% секако најмасовна и една од најдобрите прослави прават токму мичуринци за дочекот на Стара Нова година и Василица, така да во името на целата редакција на Црвена линија посебно им посакуваме се најубаво и ги поздравуваме. А што се однесува до сите вас, останати ќе ви се заблагодарам од се срце што земавте учество во Црвена линија, но тука и да не завршиме, туку напротив да се останете со мене, зборела јас многу или не. Секако, она што е најважно е вие да ги кажувате точните одговори на нашите прашања. Некој денес од вас да ја собере главната награда, која што за петок ни се вика нова првосмукалка. Ајде забележете и прашање, секако мора и да подкажеме, кој збор ќе го добиеме ако наназад го прочитаме зборот потоп. Потоа има и вакво прашање, која е Радовишанка, оперска пејачка, првенка на Македонскиот народен театар, била и редовен професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Има и вакво прашање, освен по висечките градени, градот Вавилон е познат и по легендата за... Еве ви уште едно прашање. Ханој е главен град на Виетнам, но кој град е најголем во оваа држава? Вие мене точни одговори, а ние вам се разбира безброј награди. Се гледа.